Голема тага и болка во семејството Пешеви, откако сношти нивната ќерка брутално беше убиена од нејзиниот поранешен партнер. Таткото на 29-годишната Емилија Пешева не можеше да ги сокрие солзите, додека заштитнички го милуваше нејзиното дете, кое очајно цело утро ја бараше својата мајка. Емилија е убиена на само неколку метри од домот во кој живеела. Пред грозоморниот чин немало никакви знаци дека ќе се случи ваква трагедија, објаснува таткото. Вчера дојде од пазар, тука 7:30 негде, и викнao ја. Дека емен, тато тука викнааме до доле, и то 8:20, 8:15 чува негде. А ја разбирам, ни полиција дојдела да ми кажат дека ќерката е утепана, дека ништо. И до ден, гледаш колку минало, уште не знаеме. Пратено дете обдукција, ни инспектори, ни полицајци. Тешко, многу тешко. Не знам како ќе се помирам, не знам. Многу. Бавам се со мотори поправање, дрва се чејте, тоа, сирома. Тешко. Емилија помалку од година имала врска со нејзиниот убиец, кој пред извесен период излегол од затвор. Неколку пати пробала да стави крај, но никако не можела да се оттргне од канџите на својот злоставувач. Честопати имала и модринки околу вратот, па насилство пријавила и во полициската станица и Центарот за социјални работи во Штип. Пријавувала до социјалните работи, мислам, тука у Штип пријавувано е, третирал, тепал, заканувал се дека ќе утепа. Мајка ја питуваше, да, траги за насилство имала. Модринки предходно е имала, ама не е кажувала. Дали се е заканувал, не смееш ке те утепам. Од Штипскиот центар за социјални работи велат дека се запознати со случајот на Емилија Пешева, била корисник на туѓа помош и нега. На 2 септември годинава побарала постапката за семејно насилство против убиецот Фазил Зејнелов да се запре, односно дека не сака да се предложат мерки за заштита од семејно насилство. Како образложение навела дека предупредувањето од полицијата имало влијание врз неговото однесување. Грозоморното убиство се случи сношти во населбата Сујтлак. Дежурен јавен обвинител изврши увид, а траги од лице место се дадени на вештачење. По убиството убиецот сам се пријавил во полиција.